Почитувани гледачи, ви посакувам добро вечер во ова најново издание на емисијата 56-то поред мој термин во кој што ќе разговараме, како што ви споменав на крајот од очи во очи, дека можеби или ќе продолжиме за истата тема, или пак нешто поврзано со друга, или пак ќе споиме две теми. Така и испадна на крајот, излезе се извинувам, дека ќе споиме две теми, каде што зборуваме токму и за работата на основното јавно обвинителство и за работата на специјалното јавно обвинителство. Дали сакате тоа помеѓу тие две институции да кажете ОЈО наспроти СЈО или пак ОЈО и СЈО, тоа е веќе друга работа и ваш избор. Во поглед на тоа, бидејќи преска зборувавме само околу соопштението кое што го имавме како информација единствено до тогаш, но бидејќи сега имаме и прилог кој што се однесува на истрагата која што ја спроведува основното јавно обвинителство во Министерството за внатрешни работи на Република Македонија по однос на поранешни функционери во МВР, кои веројатно вршеле притисок врз гласачи, прилогот на колегата Јован Ѓорговски во продолжение, па ќе се вратиме во студиото да најавиме за наследното. Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција отворило предистражни постапки против поранешни високи функционери на Министерството за внатрешни работи и други физички и правни лица од Скопје, Куманово и од Струмица, кои се товарат за кривични дела против изборите. Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција спроведува предистражни постапки за утврдување на постоење на основи на сомневање за организирано извршени кривични дела против изборите и злоупотреба на службените овластувања во вршење на функцијата од страна на поранешни високи функционери на Министерството за внатрешни работи на Република Македонија и други физички и правни лица во Скопје, Куманово и Струмица. Од основното јавно обвинителство наведуваат дека покрај предвремените парламентарни избори под лупа се изборите од 2014 година. Според обвинителството постојат основи за сомнение дека лицата вршеле влијание врз начинот на гласање за време на изборите. Делата за кои се водат постапките се вршени во текот на 2014 и 2016 година. Постојат основи на сомневања дека лицата вршеле влијание врз начинот на гласањето преку различни форми за време на изборите, со што ги сториле кривичните дела. Пред неколку месеци специјалци влегоа во домот на началникот на СВР Куманово за наводен изборен криминал. Од МВР тогаш потврдија дека претресот бил спроведен од страна на основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал во рамките на предистражната постапка. Минатата недела од основното јавно обвинителство Скопје соопшти дека отвориле постапка против едно лице организатор на изборна кампања, како и против правно лице за кривично дело злоупотреба на средствата за финансирање на изборната кампања. Во соопштението на јавното обвинителство тогаш не беше конкретно наведено за кои лица станува збор. А во меѓувреме, додека пак да преминеме на темата за тоа каде е специјалното јавно обвинителство и што прави по однос на своите истраги, по однос на своите акции, по она што секако се случуваше денеска и од кое што се очекуваше многу, а всушност на крајот излезе само една работна средба. Заедничко соопштение и заедничко кафе е епилогот од денешната работна средба на 6-член тим на специјалното јавно обвинителство на чело со обвинителката Катица Јанева и Советот на јавните обвинители. Јанева во куса изјава по завршување на двочасовната средба истакна дека се зборувало за тековни работи и проблеми со кои се соочува специјалното јавно обвинителство, но без да изнесе детали за тоа дали на барање на Советот ќе му го дадат предметот пуч, од чие обвинение СЈО пак се откажа. Беше работна средба, ке има уште вакви средби. Се уште ништо не е конечно, ке разговараме и понатаму дали ке им го предадеме предметот пуч, истакна Јанева по средбата. Јанева не сакаше да ја коментира представката од Министерството за внатрешни работи, по која Советот побара СЈО да појасни зошто се откажало од понатамошно кривично гонење на 5 лица, меѓу кои и лидерот на СДСМ Зоран Заев. Во заедничкото соопштение подпишано од СЈО и Советот за јавни обвинители е наведено дека на средбата се дискутирало по писменото барање на Советот за предавање на увид на списите по предметот пуч. Истражителите од СЈО и членовите на Советот одлучија ваквите средби да продолжат по потреба и во иднина. Специјалното јавно обвинителство во јануари соопшти дека се откажува од обвинението пуч, кое го наследи од обвинителството за организиран криминал и корупција, бидејќи доказите со кои располагаат се во спротивност со доказите до кои тие дошле во истражните постапки Таргет и Тврдина. Во пуч покрај лидерот на СДСМ Зоран Заев, обвинети беа и поранешниот разузнавач Зоран Верушевски, неговата сопруга Сонја Верушевска, општинскиот службеник од Струмица Бранко Палифров и Ѓорги Лазаревски, вработен во Министерството за внатрешни работи.
Тие беа осомничени за шпионажа и за насилство спрема представници на највисоките државни органи, се вели во прилогот на колешката Марија Севриева. Сега во делот на тоа што прави СЈО наспроти ОЈО, кое што води истрага во МВР, специјалното јавно обвинителство пак води истраги во медиумите. Откако влезе во Медијапринт Македонија, специјалното јавно обвинителство денеска пак минатата недела влегле во Канал 5, дознава ТВ24. Прилогот на колегата Христијан Ваневски во продолжение. Истражители на специјалното јавно обвинителство минатата недела влегле во Канал 5, дознава Телевизија 24. Според сознанијата не се истражува директното работење на медиумот, туку поврзаноста со други фирми во веќе отворени случаи на обвинителството. Од специјалното обвинителство официјално ниту ја потврдуваат, ниту ја демантираат оваа информација. Од менаџментот на телевизијата не одговараа на нашите повици за да ја потврдат или демантираат информацијата. Телевизијата Канал 5 во неколку наврати беше спомната и во така наречените бомби. Во разговорите според опозицијата се слуша како функционери од власта преку трансфери со илјадници евра влијаеле врз уредувачката политика на медиумот. Значи, знаеш дека сме согласни законот, мораме да доставиме фактура, не знам што ќе правиме. Јас сум многу исплашен, мислам, со Бетиова што е главната збориле овие нашиве и они се збунети. Не знам, дај да видиме што ќе правиме. Добро, готово, ај ќе видам. Значи, да видиме фактурата, значи, според тоа што сме ценовникот, значи, нискиот е пак огромна. На таа го треба данок да се плати, ние можеме да се затвориме клучна врата овдека, сите заедно. Разбираш? Значи, до таму сме, ние па дојде никај што не плаќаат луѓе во него. Ние па денеска кредит земаме за плата. За мислам, 400.000 евра треба данок да платиме, мислам, само за таа фактура. Не, ние ќе најдеме начин тоа. Истражителите на специјалното обвинителство веќе го истражуваат и работењето на Медијапринт Македонија, која ги издава 3-дневни весници: Вест, Утрински и Дневник. Тоа е темата за која што разговараме денеска, односно веќе испишана на екранот, ОЈО во МВР, а СЈО во медиумите, обвинителствата во акција. 0260 91 924, 0260 91 925 се телефонските броеви на кои може да ни се јавувате и за да го дадете вашето мислење токму по однос на овие случувања во денешното 56-то поред издание на Мој термин, а додека пак оние кои што не сакаат да се вклучат во програмата, тоа може да го направат на фан страницата на Мој термин на Facebook, каде што за кратко ќе ви ја објавам и темата под која можете да ги давате вашите коментари или да ни пишете пак порака во инбоксот, каде што само со името ваше ќе прочитаме што сте рекле. Добро вечер. Добро вечер, Огне, и добре дојде. Добре ве најдов, госпоѓо Лоза, како сте? Става добро, вие како сте, гледам, добро ми изгледате. Што вика црвите, оден на ден, све лепши и лепши. Да ви кажам искрено, добро сум. Наспроти боледувањето што се однесува до сипаниците, морам да признам дека искористив... Добро доаѓа се до човека, не може, тука не може да се забрани не зачи. Морам да ви кажам дека како искористив и принуден одмор, и си молчев да ви кажам сам со себе и многу убаво си поминав како да сум бил на плажа. Не баш како на плажа, ама добро е се одморив, па сега со нови сили да составиме влада, време е. Добро, веќе мириса на тоа, да. Ајде додека да ја составиме владата, да видиме што се случи во изминативе денови, зборуваме за ОЈО и за СЈО. Што имате вие коментар по однос на обвинителствата во акција? Чекај вака, СЈО во медиумите. Го оправдувам специјалното обвинителство што влезе во на обвините на медиумите и ги оправдувам. Нека видат се што работеле, затоа што млади новинари, што перспективата е пред нив и треба да издржават и деца и семејства и се. Значи, тука ги сечат, значи слобода нема. Нека влезе СЈО во принт таму, во Медијапринт и нека види. Ке се видат криминалите, еден по еден почна да излегува. А обвинителството во акција. Па редно беше овој Цврле да излезе од глучешка дупка, зашто беше скриен одам. Затоа што кога му ги однесоа од социјалдемократскиот сојуз предметите, тој рече дека ќе ги процесуира.
Помина многу време, ама знаеме кој е наредбодавателот, па затоа и ништо не се направи. Има многу работи што ќе се открие тука и да ви кажам право, ме чуди мене зошто Куманово, зошто Струмица. Па тие ли ништо нема, како ќе може да прават криминални дејства, а во опозиција. Никаде во светот опозицијата не го води народот, не го власта. Ама кеф ми видна, слушајќи на вашите вести, Змејковски му се обрати на Груевски, многу убаво писмо напишал. И тука веќе се е кажано. Значи, нема коментар. И да ви кажам право, сега со душа чекам само владата да се формира и да се тргне напред. Народот тоа го заслужува. Без разлика на која националност. Сите што живеат овдека под ова парче небо, го имаат право на тоа. Благодарам од ме и сцена и убаво ти посакувам. Добро. И јас вам се убаво ви посакувам. Поздрав до вас во Куманово и се слушаме во некоја следна можност. Дали имаме некој друг на линија? Повелете, добро вечер. Добро вечер. Дали се слушаме со некој? Линиите звонат, јас ги слушам телефоните од режија, но може да се блокираат пак од премногу звонење. Дали успеавме некого да вклучиме? Добро вечер. 0260-91-924, 0260-91-925 се телефонските броеви на кои може да ни се јавувате и да го давате вашиот коментар. Добро вечер. Јас ве слушам, дали ме слушате вие? Да. Здраво. Како сте? Драган Диотис на телефон. Поздрав до вас. Добро дојде во емисијата, одамна ве немаше. Ме немаше скоро цел месец, но сега веќе сум назад. Да. Може да комуницираме сега, ајде повелете. Па, Огњен вака, ова основно јавно обвинителство, ја уопште немам поверење. Да. А во СЈО целосно има поверење и сакам тоа СЈО еднаш да формира некој специјален суд, да побрзо работи веќе се реша. И сега може малку вака да ве замолам. Гледате, во железница што се дешава? Таа тема, ако може да ја поставите на екрани да ви се јавува, дека у железница многу криминал има. Криминал не е виден. И тоа сега тие што се на власт. И поранешниот генерален директор. Мислам, че ми излезе тоа ситуација, да излезе, да објавите таа тема на екранот, па ќе ви се јавуваат кои се железничари. Да, тоа ќе го сработиме секако, бидејќи е случај кој што трае, го имав како идеја и мислам дека уште утре ќе го разговараме во емисија. Ајде, поздрав голем. Се надевам дека утре ќе биде на... Так, поздрав и до вас и благодарам за јавувањето и добро е што ме подсетивте тоа да го ставиме, ако не пак во мој термин, и еве и јавно ќе упатам апел до некој од оние кои што се дел од штрајкувачкиот одбор, доколку сака да гостува во мој термин во студиово за да разговараме за она што го имаат како проблематика во изминатите 5 дена од како трае штрајкот, да позборуваме, ќе се искомуницираме, јас во меѓувреме ќе најдам нечи број за да може да се договориме. Добро вечер, велам кому по однос на сегашната тема која што ја имаме, повелете. Ало, добро вечер. Добро вечер, ве слушам, повелете. Пријатна вечер, Елена на телефон од Неготино. Поздрав до вас. Значи, да ве поздравам, емисијата ви е супер, темата исто така. Значи, тоа значи дека се грижите за народот. Меѓутоа, не само значи за ово време во кое што ние денеска живееме, треба да се вратиме малку и назад, за кога, значи, при кои беа на власт во Бранковото време, за тие приватизации на тие фирми и на тие луѓе стечајци кои што останаа на улица и сега нормално во оваа доба на Никола Груевски. Значи, да не живее само во овие 8 години што се направило. Оваа Македонија колку е моја, толку е твоја, толку е на албанците. Да не се залажуваме дека 200 евра минимална плата е добра. Треба подхитно да се донесе закон за 300 евра да биде минималната плата, а не тие се сликаат по јахти. И тој ако е за народот, тој како опозиција, тој треба да си даде оставка и да биде не градоначалник на Струмица, тој треба да биде со народот, ако толку е за народот. Кој него да му верува? Никој.
Значи, нека не го лажат народот со тоа СЈО, тоа не постои, тоа е, значи, вестичко тело на СДС, на комунарите. Чао и пријатно. Ви благодарам за јавувањето, пријатно и до вас. Дали имаме некој друг на линија, поверете. Огнен? Да. Ме слушаш? Да, ве слушам. Како си, добар? Добро е, како сте вие? Добро, фала. Повелете, ајде. Слушни ме сега вака. Јас малку ќе излезам од темава. Некој на некого му се насрна на Гадафи и на кого викаш на онај на Дујон, на Гадафи, на сите тие други во Сирија. Зарем мислеше Груевски дека појќе од 10 години ќе стои на власт. Фала, многу пријатно. Пријатно и до вас, и благодарам за јавувањето. Кадафи е од Либија, инаку, за Сирија е Башар ал-Асад, но нема врска, добро. Поентата мислам дека од прилика ја свативме. Да видиме поднос на коментарите. Саша на фан страницата на Мој термин вели: добра вечер и добре дојде назад во емисија. Добре ве најдов, Саша. Фејсбук стана поле за војна и шпионирање од страна на партиските војници. Се следат луѓето со отворен ум, како и што коментираат на Фејсбук, и за тоа се дава отчет во штабот, а после тие од штабот ги казнуваат и ги плашат на работните места, и сето тоа доведува до нарушување на меѓучовечките односи. Оти човеци има исто мислење со партици, оние другите душманите, со росоидите комуњарите. Добро, ова е од минатата тема, но во секој случај одиме со следното јавување. Добро вечер. Добро вечер, Огнен. Ве слушам, повелете. За акциите на специјално обвинителство немам што да речам. Мислам дека ќе бидат јасни, гласни и поштени, фер. Так. Значи, тие не одат со никаква цел, не се нарачани од Заев. Тоа да го знае целата наша јавност. Добро. Сакам само еден пример за основно јавно обвинителство да кажам. Добро. Еден мој личен пример. Ајде. Открив една криминална банда која во цела Македонија се богати на име... Ме слушате? Да, ве слушам, зборувајте. Се богати на име на болните од дијабетис. Со писмени докази отидо во јавно обвинителство кај нас, ги презентират, поточно првпат бев во полиција, тие направија записник и инспектор рече дека ќе го процесуира до јавно обвинителство. Тој го процесуираше во јавно обвинителство, иако најде на многу инструкции, на многу обструкции од одредени луѓе, но албанец е инспекторот, рече нема шанса, ова има да оди. И отиде во јавно обвинителство во Куманово. Добро. Со сите писмени докази и со име и презиме на главна организаторка за таа во Македонија, за таа работа, за таа плячка. Конкретна личност е Емилија Поленак, позната фамилија од Скопје. Добро. Но што се случи? Јас, бидејќи сум таков по карактер, секоја недела еднаш одев кај јавниот обвинител, кај кого се падна предметот. Верувале или не, година дена помина и јас добивам писмено известие од основното јавно обвинителство Куманово дека бидејќи таа особа стварно направила такво дело, ама гледајте, не организиран криминал, него таа особа само, но бидејќи прошла година дена од како е добиен предмет во јавно обвинителство, застарен е и повеќе не може натамо обвинителство да делува. Кога го добив тоа, отидов кај дотичен обвинител, тоа е еден млад обвинител доведен од Скопје, и викам, што е ова? Вика, поминала рокот, застарено е. Како бе може да биде застарено? Може ли само да ве замолам поентата да ја кажете, бидејќи не е фер кон другите гледачи да раскажувате цел случај? Поентата е како настапува основно јавно обвинителство во Куманово према одредени
јаки личности кои се експонирали во Македонија, а да е тоа бил некој обичен човек, како би било? Не една би добил максимална каза за такво нешто. Або за талашка целокупниот ланец на крадци кои се богатеа на име на болните од дијабетис во цела Македонија. Толку пријатно. Пријатно и до вас, да, ви благодарам за јавувањето. Јас ќе ги замолам гледачите кои што кажуваат случаи кои директно ги засегаат или ги познаваат, доколку може, кога ги ставаат во контекст на денешната тема, само да ја излечат поентата, спојувајќи ја со денешната тема, без премногу земање време за раскажување. Јас знам дека имаме доволно време веќе и во вториот дел на мој термин по вестите во 19 часот, но сепак да не бидеме лицемерни кон другите гледачи, туку напротив да бидеме коректни. Добро вечер. Добро вечер, ве слушам, повелете. Ево, јас еден пример, прв пат ви се јавувам во емисија и да ви кажам од сите 452.000 ВМРО-вци што гласат за нив, сите се офајдени, кои родители, кои земја без пари, кои субвенции и затоа тие сакат да не падни владата. А нека ми кажат мене зошто во Битола не вршат инспекција, затоа што до 12 сато на гласањето 2014 немаја доволно гласови во Битола и во 12 сато комбето милициско иде до Бајро и на сите роми по 500 денари и гласаја, слегоја сите за ВМРО и зато доби и после Ѓорчев во 12:15 вечерта кажа многу захвалност на ромите од Битола. Еве, тоа е зошто не дојди во Битола да видат како е случајот, кој е земјата на чие, само на сите офајдени од ВМРО. Так. Пријатно. Пријатно и до вас, ви благодарам за јавувањето. Мислам дека многу чисто зборувам во однос на тоа какви се правилата на емисијата и дека се многу едноставни. Имате тема, се јавувате за темата и зборувате за неа. Добро вечер. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро, се исклучи гледачот. Одиме веќе со наредно јавување. За сите оние кои што може да ги советувате вашите пријатели кои можеби го немаат сигналот на телевизија 24, доколку сакаат да ја следат во живо оваа емисија, конкретно на фан страницата, на општата фан страница која што имаме за телевизијата 24, можете да ја следите оваа емисија во живо и во моментот се пренесува на самата фан страница каде што се прави стриминг, односно пренос на програмата. Добро вечер. Добро, се исклучи овој гледач, одиме веќе со следниот гледач. Дали имаме некој на линија? Ало? Да, ве слушам, повелете. Двете јавни обвинителства, Добро. СОЈО и основното, едното е Барселона, другото е Реал Мадрид. И сега ќе се надпреваруваат кој колку голови ќе даде, ама пошто Барселона е треал ова ВМРО, Барселона, нек ли е одрасо колку таму, 3, 4, 5. Сега овдека сигурно 10 гола ќе паѓат. Толку имам. Добро, благодарам за јавувањето. Поздрав до вас, дали имаме некој друг на линија, повелете? Да, Добро вечер. имате Да, добро ве вечер. слушам. Овде е Јован на телефон. Поздрав до вас, Јован. Ве пратиме, мислам како емисија сте добри. Добро е, благодарам. Сега моје мислење речемо по што се десува за оваа тема. Јас кога ја прочитав темата, викам народот го поделија на леви и на десни. Мислам да не ги спомнам партиите, бидејќи тоа така би требало. А сега дури и обвинителствата почна да го делат. И по мене, не знам дали се очекува некоја поделба и на територија и на сите тие работи. Jer после сите овие делби, тоа единствено преостанува уште да се официализира, мислам. И не знам што понатака би можел да коментирам, jer се гледа и најверојатно на некој јужен народ, другче не може да се изразиме, мислам. Добро. Мада и светската криза по мене е на ист начин да одите и во речемо во една Италија, да одите во Британија, да одите било каде, се чувствуваат, меѓутоа не толку драстично овие делби, ме разбирате? Да кренеме од Италија уште од самото формирање, па и денеска имате на север, на југ, меѓутоа
може би преголемото потенцирање на медиум и на ова на она допринесува. Јас знам дека вие сакате да се чуе малку и зборот на обичниот човек. Не сваѓате. Меѓутоа, сега еден предлог вака, не знам, може го прифаќате, може би не го Слободно, прифаќате. ајде. Да ставаме некои теми, не денеска што било, него што било пред 30, 40, 50 години, во смисол како сме се сакале, како сме се удварале, како сме учеле, како ме разбирате. Да не едноставно као да не го гледаме и да не го слушаме она што се случува денеска. Не знам, но може би ќе мислите, нешто. Да, не, во ред предлогот секако. Ова не сакам јас да ви се мешам во вашето уредување на емисијата и на се тоа, меѓутоа едноставно јас долго години сум бил и во Италија, рецимо, тамо да најчесто било да не се знае ни кој бил председател на влада, луѓето им е битно дали ќе им земете 1 цент и они ќе се побунат, разбирате? Не знам, што знам, ние сме сепак мал народ, па да пробаме и така. Да направиме една проба. Јас ви пожелам се најдобро и пријатно. И јас вам, поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добро вечер. Добро вечер. Јас ве слушам, повелете. Другар, кога е у питање, мислим... Добро вечер. Да, добро вечер. Кога е у питање ШЈО, мислим? Добро. Значи, ШЈО, мислим само некој што може да спекулира од околностите дека може да се менја или да имат жалби против ШЈО, како што видиме нашиот правосуден систем. Али ШЈО е поставена, мислим, од целиот народ, од целата шарена револуција. Значи, нема шанси да го истера никој, jer тоа не е поставено сам. Тоа ја поставил граѓанската иницијатива за да го спаси земјата и да го криминалот обелодени целосно во целата држава. Добро. Jer ШЈО не е за ни една партија, како што они викат дека Сорос или поддржуваш на СДСМ, тоа не е на СДСМ, туку она граѓански правосуден систем, што ја поставил народот, за да го донесе правдата во земјата у целост. А криминалците обавезно треба да ги зема како што е закон. Тоа би било се. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Маја пак на фан страницата на Мој термин вели: поздрав Огнен, добро ни дојде, добро ве најдов Маја. Клопчето се одмотува, сигурно во Канал 5 смрди од ајдуклук, полна поддршка за СЈО, а потоа СЈО влезе во режимското дувло, Канал 5 телевизија, и нека и е солесно, па во сител. Тоа е коментарот на Маја. Додека пак добро, да видиме што вели Тони. Добре дојде во емисијата, ве поздравувам во врска, добре ве најдов Тони, во врска со темата само ќе кажам дека доволно е кажано во бомбите и се открија сите криминални дејствија што се случуваат. На народот му е доволно јасно и кристално чисто. Не мора никој повеќе да се двоуми и сите симпатизери и членови на владеачките партии го знаат сето ова, но не смеат луѓето преплашени. Се давам целосна поддршка на СЈО, завршува Тони во својот коментар. Дали имаме некој на линија, повелете? Добро вечер. Да, добро вечер. Ве слушам, повелете. Овде е адвокат Игнат Панчевски. Поздрав до вас, господин Игнат. Добро е, се слушнавме сега откако се вратив и конечно да го оствариме и гостувањето. Да ви ветам нешто. Јас секоја стојам на располагање за факти, а досегашната поезија и проза беше само овој. И јас мислам дека може да дадам еден прилог за да ги запознам нашите гледачи и македонската јавност преку вас за одредени факти. Во моментот сакам нешто малце во духот на вашата расположеност да кажам дека сега е шанса, пошто сте превежале големи сипаници, па како индиец да ве гребка тие коронките, можете падне некои милиони или милиарда евра за да ја и помогне на Македонија.
Така е, да се извлече од кризата. Да, а сега да кажам нешто посериозно и поодговорно. Ајде. Значи, основното јавно обвинителство дека е во МВР и специјалното јавно обвинителство дека е во медиумите, тоа во моментот за граѓаните се чини дека сега више дојде време кога треба да се поставуваат работите на своје место. Но тоа е само една голема фарса, затоа што Ојо во МВР апсолутно не обрнува внимание на фактите. Јас со месеци, со години што ги кажувам за плячканите на 18 милиарди евра, за кои што мои клиенти во мојата канцеларија имаат докази за над 8 милиарди и 200 милиони евра. И сега во моментот за СЈО, значи и СЈО се труди нешто да направи, но и тоа е фарса, бидејќи нема завршница во специјален суд. Значи тие работат за да се види дека работат, а завршница никаде. Затоа што не постојат услови за да има било каква судска завршница. И сега за на крај. Ова е најново што ќе го кажам од денес. Ајде. Да се запознае македонската јавност преку вашиот екран. А тоа е дека во меѓувреме се троши време за да се уништуваат и сокриваат трагите за оплячканите над 18 милиарди евра и во моментот, денес, најново сообщение од мои клиенти е дека не постојат веќе пари на сметките во Германија, во Швајцарија, во Чешка и дека парите се повлекуваат во готово со огромни трошоци за банките што ги прават тие услуги и се носат преку златни прачки по берзите. Во берзите нема контрола никој, па дури ни нашето СЈО. Значи, сакам да кажам дека се троши намерно време со неформирање на влада, неконституирање на парламент во права смисла на збор, со сите органи и тела, они се конституира, меѓутоа никаде ги нема, тие се мртва буква на хартија и во меѓувреме се уништуваат трагите како што се уништија и технологиите во МВР, додека Капица викаше на вратата отворете, отворете, тие ги уништија апаратите за прислушкување и ги однесува во од некои од отпадите, каде што ги, како да кажам, ги уништувале на 2 пати во пакети, како неупотреблива веќе документација, односно техника, односно технологија за докажување на сторените криминали. Со други зборови, сакам да кажам и да завршам. Вашата тема заслужува внимание, но многу повеќе заслужува внимание да се понуди решение веднаш од вашите гледачи, од граѓаните на Република Македонија, како да се сочува тоа, барем што е во моментот можно да се сочува. Бидејќи над 8 милиарди и 200 милиони евра оплячкани од буџетот, почнувајќи од Љупчо Георгиевски па наваму, бидејќи моите клиенти се дојдени кај мене за да се спасат во смисла на одредени постапки од ликвидација, а не заради тоа да ми се пофала дека правеле, учествувале во криминал. Затоа сакам да кажам, убави се овие теми. Меѓутоа, би сакал да се јават лица, уште по-квалитетни и по-квалификувани од мене, кои што би можеле да ги насочат граѓаните на одредени активности, се разбира политички и се разбира со средства кои што се допуштени согласно меѓународните правила и нашите устав и закони. Добро. Благодарам. Јас вам ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас и се слушаме во некоја следна можност и многу наскоро ипак се гледаме овде во студиото. По однос на коментарите да видиме. Илија вели, на секоја ТВ гледаме дискусија на експерти, колумнисти, новинари, политичари. Зошто не организирате средба дискусија на обични граѓани, односно луѓе, така од душа да поразговарат и да си кажат зошто живеат добро или зошто не живеат добро. Ајде да организира една таква средба. Ова е одлична можност да ви кажам и најчесто секогаш на памет првпат Илија ми паѓаат. Благодарам сепак за предлогот. Ми паѓаат луѓето кои што се најчести јавувачи во контактните емисии, но токму тие баш кои што најчесто се јавуваат, токму тие и одбиваат гостување, односно одбиваат оние кои што се
спротивставуваат на најчесто ги гледате како антагонисти, односно така ги согледувате. Во тие услови би можеле само да си разговараме за тоа што е и како е, но не и да се спротивстават мислењата, што е и генерален проблем на медиумите во Република Македонија, каде што не можат да создадат клинч помеѓу две спротивставени страни. Но ќе се обидуваме постојано и емисијата ќе започнеше многу порано со канење на, како што велите вие, обични луѓе во студиото, но поради тоа што малку се пролонгираше рокот поради моето боледување, тоа ќе почнеме многу наскоро и да го правиме, како што слушнавте пред малку почнувајќи со адвокатот Игнат Панчевски, бидејќи прв и се понуди. Добро вечер, велам кому. Добро вечер. Ве слушам, повелете. Прво, сретно правување ваше. Ви благодарам. Со Јован добро поменуваме. Знам, одлично, ќе го гледате Јован повторно, само во очи во очи. Почеток мал само се опарази. Мислам се ухвадате. Така. Ова. Основно јавно винтелство во МВР. Јас ова го да рекувам вака. Зашто на одредени мета само действуват. Кого они ќе гонат? Дали овие од опозицијава таму или од позицијата? Биле вмешани во времето и само патени се 3 града. Другото ништо, а кај е цела Македонија. И едно прашање до вас лично. Ајде. Дали вие сте огледале филмот Последното танго во Париз? Да. Јас го знам. Меѓутоа, народот, се кладам, 90% од нас што се такви некои, не го гледале. Сега они го играат Последното танго во Париз. Добро. Мислам, се знае на кого мислам. Добро. На овие на власта и не се поддржуваат. Поддржувачите ништо таа, него се знае кои се тие луѓе. Так. А специјалното јавно обвинителство не е наменето за мене и за тебе. Туку се знае и тоа е за кого е. И затоа он им е како трн у око. И сега ќе ги викале таму во тој совет, како се вика, судски. Добро. Се давале некое образложение зашто го повлекло обвинението. Така. Па зашто Груевски не отиде како сведок таму, не идеше кричи. Дали се случи гледачот? Време е за вести. Добро. Вестите во 19 часот следуваат во продолжение по рекламите, а потоа по вестите пак се враќаме назад во студиото, продолжувајќи со мој термин до тогаш. Назад во студиото на мој термин, по вестите во 19 часот и рекламите, продолжуваме со онаа тема која што ја зададовме уште во 18 часот и 18 минути, кога и започнавме со ова денешно 56-то издание. Темата е дека основното јавно обвинителство влезе, односно е во МВР, во Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, додека пак специјалното јавно обвинителство влегува во медиумите и е во медиумите во своите истражни постапки, односно во акциите. Обвинителствата во акција и токму и за тоа изборуваме денеска. Веќе кога сме кај СЈАО, имавте можност да ги слушнете изјавите и на амбасадорите пред малку во вестите во 19 часот со колегата Младен Чадиковски, но и целосниот прилог на колегата Александар Пешев. Дипломатите ги повторуваат апелите за брзо формирање влада која би се фокусирала на реформите, повторно потенцирајќи ја потребата од поддршка на работата на специјалното јавно обвинителство. Германската амбасадорка по средбата со градоначалникот на Велес вели дека разговарала за актуелната политичка состојба. Разговаравме за слични теми со градоначалникот и пратеникот за актуелната политичка ситуација и потенцирав дека најважни се реформите и е потребно формирање влада и тоа лежи во македонски раце, изјави германската амбасадорка Кристина Алтхаузер. Треба да му се даде време и простор на специјалното јавно обвинителство за утврдување на законската одговорност за скандалите кои произлегуваат од прислушуваните материјали, порачува пак евроамбасадорот Самуел Жбогар. Од Струмица, каде ја посети изградбата на пречистителната станица за отпадни води во Струмица, европска инвестиција тешка 5,7 милиони евра. СЈО беше формирано со една цел, а тоа е да се одреди законската одговорност која што произлегува од скандалот со прислушуваните разговори. На СЈО треба да му се даде простор и време за да ја финализираат нивната работа, изјави амбасадорот Жбогар. Американскиот амбасадор Джес Бејли во интервју за телевизија Сител вели дека мандатот на специјалното јавно обвинителство треба да се продолжи, дополнувајќи дека нови брзи избори не се гаранција за излез од политичката криза. Важно е да направиме еден чекор назад и да се потсетиме дека поентата на СЈО
е да воспостави одговорност за нелегалните прислушувани разговори и содржината на тие разговори, што тие можат или не можат да откријат, посочи Бејли. 0260 91 924 или 925 или фан страницата Мој термин на Facebook. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушам, повелете. Пред да се формира СЈО, ви се јавив јас лично на емисијата и реков дека лично ја познавам Катица и дел од основното јавно обвинителство, па тогаш уште реков дека сигурен сум дека ќе има обвинение односно предистражни или истражни мерки и активности од страна на СЈО. Меѓутоа, додатно реков дека какви одлуки ќе носат нашето судство, треба да се прават длабоки анализи. Одаа што го реков тогаш, денешни денови се оствара. Зашто се оствара? Затоа што се врши огромна обструкција за работата на основното јавно обвинителство. Имено, потечно на специјалното. Имено сега, основното јавно обвинителство влегол во МВР и он врши некоја си истрага. Сакам да подсетам дека не знам кога сите тие обвинители студирале, каде студирале, што студирале, сигурно дека сте правници, и за тоа законот го познават. Бидејќи јас уште 1964 година полагав кривично право пред покојниот професор Фрањо Бачич. Добро. Па тој, меѓу другото, кажуваше што е кривично дело. И покрај другото, едно од неговата реченица беше дека кривично дело е на хрватски го зборуваше со чинење и нечинење. Па малку им беше чудно што е тоа кривично дело со чинење и нечинење. Па моравме да преведуваме ние студентите тогаш од 64-та година натаму, дека тоа е кривично дело со сторување, односно несторување. И сега сакам да порачам на сите обвинители во Република Македонија, посебно на основното јавно обвинителство, што представува кривично дело? Па зошто досега не преземале мерки и активности за одредени противправни активности? Имено, тие биле должни и секој обвинител, односно и секој правник е должен се она што е противзаконита активност, да преземаат мерки. Каде е нивната должност? Ја нема никаде. Имено преземаат мерки и активности тогаш кога некој од врхушката во владеачката структура ќе му нареди да сега преземаат такви активности. Што сакам со ова да кажем? Дека ние во Република Македонија изгубивме верба во институцијата на државата. А зашто ја изгубивме вербата? Ја изгубивме затоа што према одредна структура на лица кои што се со спротивни мисли и идеи за начинот на развојот на демократијата во Македонија, тие се предмет на напаѓање, на опсорување, односно на преземање некои мерки кои што воопшто не постојат. Ако имало противправна активност од страна на поединци, па основното јавно обвинителство било должно чело со Зврлевски да ги преземе тие мерки и активности. Зашто молчало? Прашање исто така за длабока анализа. Добро. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас и ви посакувам пријатна вечер. Слободан на фан страницата на Мој термин вели, конечно се разбудија овие од ОЈО, од зимскиот сон, конечно почнаа со истраги кои вршеа изборни нерегуларности и притисоци врз гласачи. Конечно оној изврле обвинителот се разбуди од зимскиот сон. Поздрав брате Огњан, да си жив и здрав. Па и би сакал да те запознам, ќе имате таква можност. Слободан поздрав и до вас и благодарам за пишувањето. Додека пак Сашо Огнен уште со точкици по лицето, да, Сашо, се уште малку, верувам дека од прилика уште недела до 2 треба да заврши тоа. Владимир вика, веќе се појави Facebook страница Анти Мој термин, така е, кога има анти, значи дека сме на добар пат, дека не следат и луѓето скоро сите. Поздрав до вас, Владимир. Друг Владимир пак вели, сега ОЈО
е државно, а државата е на ВМРО или на тие кои се на власт. А кога ќе дојде СДСМ, СЈО ќе биде и се претвори во ОЈО, државата ќе биде на СДСМ, бидејќи СДСМ ќе е на власт. Видете, државата не може да биде ничија, туку може некој да се изгласа за да ја предводи државата, а собственост, вака како што е напишано, тоа не доаѓа во предвид, бидејќи не треба и да се дозволи која и да е партија. Саша вика, ако се невини и чисти, за што се плашат од СЈО и зошто се плашат да ја изгубат власта? Нека им замрзнат имоти и да им конфискуваат се, па да видат како се живее со плата од 10.000 денари. И за крај, ОЈО контра СЈО, уште едно психолошко влијание на народот. Добро вечер. Добро вечер, Огнен. Поздрав, до вас ве слушам, повелете. Вака едно добро дојде и од мене. Добро ве најдов. Што се однесува до замената, беше стварно на задача. Мило ми е. Меѓутоа, како што одеше времето, така се шлифува, што почна веќе и тој да дели жолти картони. Што е оправдано. Сите, да ви кажам, сите жолти картони беа во комуникација со мене направени. Меѓутоа, добро беше и од него. Так, мило ми е. Повелете. Што се однесува до основното јавно обвинителство. Многу работи, многу дискусија што се однесува до темата ми одзеде предходниот, затоа што од 2014 година, зарем досега основното јавно обвинителство немаше време да потегне. Меѓутоа, не во МВР, било каде да влезе 2014 година, нема ништо да најде од сега опозицијата, од СДС и коалицијата, затоа што во секоја пора на општеството беа тие, овие сега што се на власт. Немаме време за губење, стварно. И Жбогар, и другиве од надвор, и ние, овие неопределени, и сите викаат дека немаме време за губење, дајте да се состави влада. Так. Меѓутоа, и јас, навивач, ако треба, и јас сум и за предвремени избори. Меѓутоа, ќе доживеат колапс и ВМРО и ДУИ. Апсолутно ќе бидат преполовени, затоа што и на нивните членови симпатизери им дојдоа веќе преку глава. Апсолутно. Друго, малце ќе се одалечам, само малце ќе те молам. Ајде. Често се зборуваат, било на која телевизија, дали 24 вести, дали други сите медиуми, владата дава, ВМРО дава, Груевски дава. Па јас сакам да прашам, дали е тоа имотот на ВМРО, на ДПМН уствари, или пак нечи продал наследството од родителите, од вујкот, било што, па дава. Не. Треба сите граѓани да бидеме свесни. Има свесни таму работа и фала Богу што се голем број. Меѓутоа, има и такви воопшто што викаат дава. Па чи пари, бе, пријател, бе? Па динар мој, евро твое тука се. Не се тие ни од Груевски, нити утре кога Заев ќе формира влада, тие ќе бидат од Заев. Так. Па толку би имал. Добро. Што друго? Бидете поздравени. И јас ви благодарам. Благодарам за јавувањето и јас вас ве поздравувам. Што се однесува пак до коментарите, Мартин на фан страницата на Мој термин вели: добре дојде Огнен, добро ве најдов. На темава што да се каже, ако вестите на режимските телевизии се подготвуваат во Центарот за комуникации на ДПМН и аналозите за истрага Зврлески ги прима од Белата палата на најбогатата партија во Европа. Поздрав. Поздрав и до вас, Мартин. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Ало. Да, добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете. Ево овако. Ајде. Јас се јавувам од Гостивар. Поздрав до Гостивар од нас. Тако, фала. Ево овако, јас сега гледам овие интересни теми имате и овај дечко беше многу добар прije. Так. Види, сега требаме уште некој СЈО или ОМО, сега треба некој и за ДУИ и за ово. Јадна е ова држава кога имамо два СЈО-а, ово, за сите партии треба да имаме по еден ово, али судство е битно. Видите, СЈО или судство, во Америка Трамп донесе закон, па дојде судија, значи поголем е од овога и го укина законот. Значи, немаме правна држава
i сега нас не малтретираат овие и ово. Вие не видите што прават овие од ДУИ или од овие. Јас сум албанец, мислам да ме криво не сватите. Видите што прават одуговлачење, ово новинарите чекаат, се смрзаваат надо што ќе кажат кој хабер, ово. Зошто? Само ради тоа да се одуговлачи, да се ово, да се криминалот не излезе на видео. Тоа ние обични граѓаните знаеме. И јадни смо ми што во ова држава водат такви исти луѓе, што е од 90-те година навамо исти фаци гледаме. Овие младите не може да додат наред од овие, а ние се сега забавуваме дали се албанците лоши, дали се македонците лоши, ние живееме заедно овде и секогаш ќе живеем со овие моите овде комшии. Так. И никогаш нема да имам проблем овон. А овие, ја само имам една желба и една молба. Ајде. Овако. Сега чув на вести една дека во Албанија, во Холандија имаат затвори празни па изнајмљуваат. И сега барем овие што имаат пари, нека одат тамо, а овие кои немаат, ќе остават во шутка, во ова, нека се барем тие можат, колку су крали, може слободно да одат тамо во затвор, тако се изнајмљуваат, пошто немаме ние доволно затвори и овако. Ајде да не одуговлачим многу. Фала ти пуно што ме саслуша. Ето, тоа е битје, проблемот не е кај нас, граѓаните. Так, благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Гостивар е многу интересен пример на соживот, искрено да ви кажам, и секој пат кога и да одам во Гостивар, сега минатата недела бев, искрено ми е многу мило начинот на кој што функционира целиот град. Вики на фан-страницата на Мој термин вели: ако не се плашат од СЈО, зошто почнаа депот хипотеки да ставаат имот, друг продава акции од фирма, трет заминува од здравје, Радова, што е тоа, зар не е страф од специјалното јавно обвинителство? Поздрав. Поздрав и до вас, Вики. Што се однесува до денешните теми, основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција ја проширува истрагата за изборни нерегуларности. Оттаму наведуваат дека покрај предвремените парламентарни избори во 2016 година, под лупа се и изборите во 2014-та, поради постоење основи на сомневање за организирано извршени кривични дела против изборите и злоупотреби на службените овластувања во вршење на функцијата од поранешни високи функционери на Министерството за внатрешни работи и други физички и правни лица од Скопје, Куманово и од Струмица. Според обвинителството постојат основи на сомнение дека лицата вршеле влијание врз начинот на гласањето преку различни форми за време на изборите, како што стои во соопштенијето. Основното јавно обвинителство презема дејствија на вршење проверки и прибавување на потребни известувања, потатоци и докази. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушам, повелете, добро вечер. Значи, ве поздравам прво вас и целата екипа на 24. Ви благодарам, поздрав и од нас до вас. Навистина имате динамична и прекрасна програма. Благодарам. Во врска со прашањето СЈО дали треба да постои или не. Така. Значи, искрено, после 11 декември мислам дека СЈО не треба да постои. Целата македонска јавност или целото 6% од македонската јавност дадоа подршка за промени. Тоа значи дека СЈО треба да стане јавно обвинителство. Да ги преземе како основно јавно обвинителство сите акти против криминалците кои ја узурпираа власта 10 години. Значи не треба да бидеме заложници на никаква приказка за криза, за ултиматуми или за било што. Народот се изјасни. Криминалците во затвор, новата влада, предводена со Социјалдемократскиот сојуз, треба да ја направи целата реформа во оваа држава и да врати во нормален колосек. Сите до еден, што ги украдува парите од државата од народот, од секој оној даночен обврзник, не треба само да лежа затвор, не само да вратат имотите, него нивните поколенија да немаат право оваа држава да партиципираат во ниедна власт. Ова е украдено од устата на нашите деца, на нашите дедовци, од нашата иднина.
Мене никој не може да ми врати мојата младост и 10 години изгубени со криминалците што ја води оваа држава. Едноставно, оваа држава треба да си ги земе уставните рамки. Јавното обвинителство во рамките на луѓето од СЈО, во рамките на судство, кое нема да биде шваровство, и едноставно ќе ги донесе криминалците таму кај што им е место. Фала Богу, реновираат 2 затвора. Ако треба и ги реновираме и новите затвори, вие постариве, да им биде поудобно. Да, даде и предходниот гледач една идеја, бидејќи Албанија издавале затвори, тука ние во близина, па да се комбинираме. Можеме, коалиционно можеме да соработуваме, нема проблем. Ќе го направиме целиот комфорт, да се осеќаат удобно, како што се осеќа удобно со јахти од 74 милиона евра. Затворска федерализација. Што какви работи? Да, федерализација на ниво на затворски систем. Така е. Да бидеме некако контрафедерализација, ќе кажам, значи не се шала. Значи треба на вистина овие луѓе да завршат само кај што е место. Ви благодарам многу за јавувањето. Поздрав до вас и посакувам пријатна вечер. Мими на фан страницата вели: Самсоненко се повлекува од здравје Радово, Камчев ја продава МПМ, Груевски ја стави зградата на ДПМН е под хипотека, или пократко кажано, режимската империја се руши, паѓа цигла по цигла. По однос на темата каде што, бидејќи прочитав претходно околу основното јавно обвинителство, сега во делот на СЈО во медиумите, она што последно се известува околу активностите на специјалното јавно обвинителство, а како прилог го имаше колегата Христијан Баневски, се вели во текстот вака. Истражители на специјалното јавно обвинителство минатата недела влегле во Канал 5, дознава ТВ24. Според сознанијата не се истражува директното работење на медиумот, туку поврзаноста со други фирми во веќе отворени случаи на СЈО. Од специјалното јавно обвинителство официјално ниту ја потврдуваат, ниту ја демантираат оваа информација. Менеджментот на телевизијата денеска не одговараше на повиците на Телевизија 24, за да ја потврди или демантира оваа информација. Телевизијата Канал 5 во неколку наврати беше спомната и во така наречените бомби. Во разговорите според опозицијата се слуша како функционери од власта со илјадници евра влијаеле врз уредувачката политика на медиумот. Истражителите на специјалното обвинителство веќе го истражуваат и работењето на Медија Принт Македонија, која ги издава 3 дневни весници Вест, Утрински вестник и Дневник. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушам, повелете, добро вечер. Огнен. Да. Добре дојде да ти речем на мојов екран во Прилеп. А имаш голем поздрав од граѓаните на градот Херој Прилеп. Поздрав и од мене до граѓаните на градот Херој Прилеп и до вас. Добро ве најдов. На телефонет пред Великден бевме во Шарената револуција едно до друго, знаеш што разговаравме. Добро, ајде. Вака. Што се односи до темата. Ајде. Марко, јавниот обвинител, добро, сега шета кај што има градоначалници на СДСМ. А зошто не шеташе пред 11 декември пред изборите во Кавадарци, во Неготино, кај што беа фатени од ВМРО од ДПМН со ташни, кај што делеа по 50 евра на граѓаните да гласаат за ВМРО од ДПМН. А сега прави ујдурми. Тој таквите луѓе и онај Петре од обвинителскиот совет, Анески, добро, го разделија народот заедно со председателот Иванов. Ова е брука што се случува во Македонија. Нале што не разделија по старите, него и внуците и по малите деца, не трето деление на училиште и таму разговараат за политика. Срамота е. Так. Јас мислам дека Катица Јанева ќе докусури се и ќе му најди убај места за дрешетки на сите оние кои што правеа криминал во Македонија. А господинот Милијана Киевски нека дојде во Прилеп кај што сакаше дол да ги нареди луѓето. Од тогаш не е дојден. А зошто? Се осеќа виновен. Само не сакам многу да одземам време, уште еднаш поздрав Огнен до тебе и до сите гледачи на Република Македонија и само треба за убото да се бориме, а до среда СДСМ формира влада и му честитам на Зоран Заев. Благодарам, пријатно.
Да, ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас и пријатно. Емил на фан страницата на Мој термин вели здраво Огнен, постојано ве следам, но за жал никогаш не можам да ве добијам. Токму затоа и ги отворивме и социјалните мрежи за да може оние кои што не може да добијат комуникација по телефон да ги дадат своите коментари. Емил вели вака, окей, за темава. Јас само едно се прашувам, зошто ВМРО ДПМНЕ, ако толку е сигурна во себе и толку тврди дека е чиста, нека се одлучи еднаш за секогаш, нека излези јавно, нека докажи дека се е во ред со нив, а СЈО одлично си ја води работата. Фала, голем поздрав до сите, Емил од Германија. Поздрав до вас, Емил, и до Германија се разбира. Благодарам што не следите и од таму. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Hey man. Да, добро вечер. How do you do? Да? Hi. Hi. Ало, Да. Андреја Јакимовска од Тетово. Поздрав до вас, Андреја. Кај си ма? Како сте? Огнен. Ајде. Сакам нешто да кажем. Ајде. Дали ќе ми дозволи што денеска видов? Ајде, ама само кратко. Само кратко, да. Ајде. За разлика од вас као телевизија, има 2 телевизии, 3 во Македонија. Добро. Значи, што видов денеска, значи, толку бе се разочарав. Ставиле сите од телефонски број на кајронот, доле им стои. Добро. И ти си вртиш, и тој ти звони, а тамо се јавуваат нивни луѓе и комуницираат, зборат. Значи, немаше ни еден човек кој рече лошо. Сите најдобро, а најлошо за заеби СДСМ. Така. И не ми беше јасно ова како може тоа така да го лажат народот. Добро, ајде сега за темава. Сега за темава. ОЈО, СЈО, еден човек тука гледаче рече за затвори у Холандија. Каква Холандија, бе? Холандија тоа Албанија, во Албанија. Не во Холандија, во Албанија. Некој спомна и у Холандија, да, Е, тоа не го слушнав, може да не било Холандија случајно. Каква Холандија у Тетово има зграда за затвор пишти? Монополос, го знаеш? Го знам, да. Го знам, тоа е оној напуштениот дел каде што е патот за накајселата кон планината, не? Не, Огнен, кога влагаш кај верото е тоа. Добро, и вртиш десно. Кога вртиш десно према верото, кажеш верото е монополот. Тоа пишти за затвор. Таа зграда. Јас реков да не е зградата позади верото таму на игралиштето. Таа готова направена, не треба да се прави. Немало место у Македонија, како да не. Па да сака ние да иставаме у Александар Палас. Добро. Исто, па тука ќе ставаме третман затворски, па како тоа? Добро. Сега за СЈО. Ајде. СЈО си работат како што требат, а овие си играат детски игри, криенки. 2014, па кај беше 2014, пред 3 години замина таа 2014, зошто тогаш не правија такви работи, као имало криминал, имало ова, имало местенки, ова, па кој ги местил ти местенки? Они ги местија, они тогаш победија, они беа на власт. И каде, баш кај тие градоначалници, кај што биле од СДС, местни работи, приказки за мали деца. Так. Друго, Катица треба подхитно, значи, да затвори некого у притвор. Мора да се притвори некој. Не може они тек така да... Значи, буквално мора еден барем да се притвори, стварно имаат криминали. Се пример ти да искочи некој надвор на улица се затепа со некој кој пикнат у притвор. За една обична тепачка. А овие имаат 300 злодела извршено. Непосредни убиства со тоа што убиле детски животи, не им давале да се лечат на народот, купувале мерцедеси, трошеле пари за чоколади, а немале леп да јадат и ред други работи. Ние тоа се видовме, ние сме мутав народ. Ние колку и да сме, сепак у Европа сме, не сме у не знам каде, сепак европски граждани сме, ако сме у Балкан, ама у Европа сме. Да. И тоа е тоа, не знам више што да кажем, сите теми се горе-доле окей. И стварно не знам. Добро. Катица, па не знам, Катица напред, глава горе и шибај по твое. Так. Тоа е. Шарена револуција. Поздрав за сите. Поздрав и до вас, благодарам за јавувањето и ви посакуваме пријатна вечер во Тетово. Што се однесува пак до делот на СЈО во медиумите дека истражува, покрај она што го споменавме како информација во текот на денешниот ден за влезот во Канал 5 телевизија, да се вратиме малку наназад 3 дена, кога на 18 февруари се прострои информацијата дека истражители на специјалното јавно обвинителство влегоа во Медија Принт Македонија, додека новинарите на трите весници Дневник, Вести и Утрински вестник штрajkува. Од СЈО за сега не ја коментира информацијата, тогаш не ја коментира информацијата, оттаму само посочија дека се преземаат различни действија за различни предмети, без да прецизира дали и што се истражува во МПМ.
Во интерес на тајноста на истрагите и на преистражната постапка не можеме да коментираме до овој момент, вела од обвинителството на Катица Јанева. Сепак неофицијално се дознава дека истражителите на СЈО повеќе од една недела ги истражуваат документите на МПМ, а при тоа се контролира документацијата од последните неколку години. Паралелно новинарите на трите вестници штрајкуваат. Денеска тогаш половина од работното време тие не беа во редакциите. Но тоа е веќе друга тема. Добро вечер, велам кому. Добро вечер, Огнен. Добро вечер, ве слушам, повелете. Честитки на Катица Јане. Само да обелодени еден ден да застане јавно како што стоиш ти и да каже тој тоа направил, овој ова направил, оној она направил и кој каде му е местото. Так. Затоа што тоа се пари од нас. Они уживаат, купуваат по 50 стана одеднаш, па идат по одмори, по Дубај, ваму таму, трошат наши пари, баш ги брига и сега се борат пак за да обстанат на власт. Никој не прашува од каде им е толку пари пред онаа зграда во центар, што им е седиштето ВМРО ДПМН. Од што ги заработија тие пари? Тие пари се наши. Ете, не треба да има друг затвор. Ете, убав затвор, кажуваат дека вонатре со позлатени столици, што ти ја знам. Тоа се треба да се види и да се докаже и за да може народот да зборува право што кога ќе види другачие, а другачие вака ќе начуеш, а не си сигурен. Така да Катица Јанева нека настави со нејзината работа и нека си работи. Многу се против, али жалам кој што си умешал рацете во медот, нека си ги лиже доживотно. Пријатно и се најубаво. Пријатно и до вас, ви благодарам за јавувањето. Добро вечер, велам кому. Следен на линија, повелете. Добро вечер. Ве слушам, повелете. Едно прашање. Ајде. Дали само ова тема специјално обвинителство СЈО и друго нема други точки во државата? Има две точки моментално на темата, господине. Има основно јавно обвинителство и специјално јавно обвинителство. Двете се во темата. Имаш само тие теми околу ВМРО, специјално обвинителство, други теми нема во државата. Друго ништо, се е подредено, така? А вие зашто би сакале да разговарате? Општо за човекот. Добро, што е друго денеска актуелно? За човекот општо. Актуелно е само немате те викаш влада. Утре, други ден, ќе речите ги притворија ВМРО. Само тоа чекате да се притворат. Господине, ве прашав што е денеска актуелно општо за човекот. Актуелно е да живее добро. Добро, каде е таа вест и што се вели во таа вест и како човекот живее добро? Вашата телевизија Не, господине, сега разговараме, бидејќи не нападнавте околу темата, јас ве прашувам вас. Лично која е денес, господине? Не те нападнувам тебе. Господине, разговараме човечки и демократски. Вие зборувавте, сега јас ве прашувам. Која е темата денеска, која е веста дека човекот живее добро за да биде ставена на ова место? Ете, ако се смени ВМРО, ќе биде добро живот. Дали е тоа денеска случајно? Кадето? Воопшто за човекот во Македонија тоа што велите. Так, во Македонија јас не можам да поставувам, не можам да поставувам, господине, теми ако за нешто. Поставуваме тема која што е актуелна. Всушност, е оваа телевизија 24, има две емисии кои што се занимаваат со контактност со граѓаните, каде што се поставуваат теми и најчесто тие две теми се различни, а некогаш се и врзани. Тие теми се однесуваат на актуелностите кои што се случуваат во државата во текот на денот, што значи дека вие во неделата имате 10 емисии каде што се зборува за различни работи. Сега вака, ајде да направиме еден мовет вака со мене. Ајде. До сега предходната ова што се јави ова гледачка, пред малку ја пушти, па ти кажува шарена револуција, па ти се забавljате на емисијата, си кажувате како вие ќе ги гледате, како ќе ги притвораат, ќе ги затвораат. Не ние, не, господине, нема да дозволам, нема да дозволам работите да ги спинувате. Не ние, господине, не ние. Гледачката кажа дека ќе биде среќна да ги гледа зад решетки. Не ние. Државата. Не ние. За никој.
Значи не ние, не ставајте во устата на гледачите. Како не? Оти мислиш дека си народо будала. Оти мислите вие дека јас сум будала. Си имаш видено вака во реприза како изгледаш во јавноста? Да, господине, ретко се гледам, но се имам видено, да. Не, ти е непријатно да сватиш дека стварно, значи, не личите веќе на луѓе. На што не личиме? Па не личите на луѓе, јас да ти кажам. На што? Па се подкупувате, ве. Па како не ве слушнав, господине. Не ве слушнав на што не личиме. Оти да ти повторувам по два пати. Затоа што не ве слушнав, господине, па сакате ли да разговараме, ве прашувам. Што ќе разговараме и што да правиме? Па зошто се јавувате тогаш? Зошто се јавувате тогаш? Убаво вие вака да си правите муабет со мене? Ви се подкрева вака егото, ви се полни егото кога разговарате со мене? Не ми си симпатичен многу. Па што ми се јавувате тогаш и што ме гледате? Не ради симпатија. Јас, например, искрено да ви кажам, со вас сега во моментов правам муабет затоа што тоа ми е работа. Приватно да ми се јавевте на телефон, ќе ви исклучев одамна. Затоа што не ми е пријатно да разговараме. Приватно ти кажам и никој не те прашувате. Не, мене ме прашува секој и токму затоа и луѓето се јавуваат. А вие, бидејќи не сум ви симпатичен и од друга страна ви создавам анимозитет, а од друга страна ми се јавувате и разговарате со мене. Значи дека потајно нешто вака ве тера да ми се јавите, сакате да разговарате, убаво вие. Ви го полни егото вака, ви го полни срцето. Ти така мислиш ти. Господине, вие се јавувате, јас не ви се јавувам вам. Ти така мислиш. Никој не ви ставил пиштол, предпоставувам, на слепоочница за да ми се јавите на телефон. Само тие што ти се јавуваат мислат добро за тебе. А другите, останатите што не можат да те добија, многу лошо мислење има за тебе. Еве, вие ме добивте и си го споделивте мислењето, господине. Иначе никој не ти вели тебе директно. Еве, вие ме добивте и си го споделивте мислењето и гледате дека нема никаков проблем. Исто па исто, све истите. Ајде сега за темата да позборувате. За темата немаше да позборуваме. Па зошто се јавувате тогаш, господине? До кај ќе дојдите. Зошто се јавувате тогаш во оваа емисија ако немате што да кажете за темата? Ма што да ти кажам, истите теби ти се вртат, тебе само околу власта ти е... Ете ќе ја добијате власта. Тоа е, господине, вака да ви кажам. Темите се секогаш околу власта, затоа што Македонија нема власт наназад 2 години. Аха, така. Затоа се темите околу власта. Кога во Македонија ќе се средат сите работи, ќе правиме муабет за пожарникарите кои што спасувале мачиња по дрвијата, тогаш може да разговараме. Додека Македонија не постави власт во оваа држава, ние ќе разговараме за тоа, бидејќи тоа е актуелна тема. Очигледно вам работите не ви се јасни, но од друга страна па некако убаво ви доаѓа да се јавувате во емисијава. И младо дете не имаш уште стретнато со никакви проблеми во животот. И релативно се паѓаш ти нема. Да, господине, да ви кажам, никакви проблеми немам во животот. Се ми е розово, се ми е убаво. Просто дури добивам во моментов сега желба да ги кренам нозеве намаса и да уживам како во кафана, бидејќи се ми е убаво. Што знаете вие, господине, за мојот живот за да кажувате дали имам проблеми? Ти. Што знаете вие за мојот живот? Так. Не, така. Ти биди се најдобро, се ти пожелувам, ама гледам дека имаш очито проблеми, гледам. А, какви проблеми имам? Не си задоволен од власта, од државата. Не, точно, господине, јас тоа не можам да ви го споделам на емисија, бидејќи ова емисија не е лично моја, па јас да ве наведувам со мислења. Овде гледачите ги кажуваат мислењата. Ако сакате в кафана да разговараме, како што веќе овој разговор наликува на кафејана, може да седнеме па да ви ги кажам моите размислувања. Или отидете на мојот Facebook профил, таму личните мислења ми се застапени. Овде не. Так. Сега доволно потрошивте време на другите гледачи. Биди здрав и жив, се најдобро, терај така, па ќе видиш до каде. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Се надевам дека ќе се задоволни тие кои што ве пратиле да го потрошите времето на останатите гледачи и дека ќе ве наградат така убаво, ако не со сендвич, барем со нешто друго. Добро, имаме уште 2 минути, дали имаме некој друг на линија, повелете? Здраво, Македонија. Добро вечер, ве слушам, повелете, господине Кавраков. Место дебата у наш термин, ваква дебата не е пожелна и за водитело, а и за гледачот. Се согласувам, во право сте. Јас се јавувам во мој термин. И едно прашање, не во добронамерно. Зошто не функционира сега и овде? Јас знам зошто не функционира. Треба повеќе
луѓе да се јават, да се створи едно гласачко тело навивачко. Ти имаш индивидуализам, разбери. И образувате индивидуализмо, ова е најдобра емисија, нудеш нешто ново, ќе дојде и тоа. Ама не вака бе, Огне. Сега сакам да ме оставеш на линија, а ќе кажам многу кратко за темата и директно. Конкретно. Еве вака. Добро е што Катица Јанева доби конкуренција. Обвинителството. И тоа ќе почне да работи. Еве, најавија конкретно и отворено пред јавноста, што ќе биде предмет на наредните кривични пријави, значи со презумција на невиност, без да објават за кои личности се работи. Сега, најважно, да помогнам на овие луѓе. Законот за специјалното обвинителство е пред мене. Само член 7 да го знаат, гласи: јавниот обвинител ќе биде одговорен за неговата работа пред Собранието на Македонија и пред Советот за јавни обвинители. Многу грешат што мислат дека спасот на Македонија е Катица Јанева и специјалното обвинителство. Еве, вие членови, подпишани од 4 поглавици на Македонија, преточени во закон, треба да ги насочат и да знаат дека алинеја 3 друга, уште едно, јавниот обвинител ќе биде професионално одговорен за стручните и законски действија пред обвинителите, Советот на обвинител. Што сакам да кажам? Превише давате се во рацете на Катица Јанева. Да помогнам и да завршам. Таа е само последната банана за сите што се јавуваат и мислат ке бесат, ке колат, ке прават судови. Еве, законот постои, го протресовме и стоам на линија ако ми даде шанс. Тоа е мојта жел. Да, но веќе сме на крајот, господине Кавраков, на денешното издание на Мој термин. Вие сте и последен гледач. Ке ви се заблагодарам тука за јавувањето, како вам, така и на сите останати гледачи, по однос на предолгото задржување на предпоследниот гледач. Јавно ке ви се извинам на сите, но понекогаш, не можете да дозволите некои луѓе да останат гладни само за тоа што имаат потреба или задача да се јавуваат во емисии. Ви благодарам и пријатна вечер. Се гледаме повторно во текот на утрешното издание.